Петок, 17 ноември, кратки вести во 12 часот. Во октомври оваа година меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле Охрид обслужија 290.104 патници и 2252 летови, информираат од ТАФ Македонија. Бројките покажуваат повторен раст во бројот на обслужени патници и реализирани летови, и тоа во споредба со истиот месец лани за 32% во бројот на обслужени патници и 28% во бројот на летови. Од 29 октомври на двата македонски аеродроми започна зимскиот распоред на летање, што ќе трае до 31 март следната година. Од Охридскиот аеродром моментално летаат 3 авиокомпании: Chair Airlines и Airlines до Цирих и Визер до Дортмунд, Минхен, Меминген и Виена. Факултетот за туризам и угостителство Охрид склучи договор за соработка со Центарот за истражување при Технолошкиот универзитет во Далијан, Кина. Договорот ќе го реализира во соработка со Центарот за научно-истражувачка работа при ФТУ Охрид во наредните 5 години. Предвидува академска размена, тренинзи и обуки и научно-истражувачка соработка и активности. Предвидени се низа заеднички научни истражувања во делот на дигиталното образование, дигитална економија и меѓународна комуникација. На социјалните мрежи се шири апел за помош на семејството Афтаровски од Струга, кое го загуби домот во пожарот кој се случи неодамна. Куќата на бранителот Сашо Афтаровски се запали, за среќа нема повредени и настрадани. Сега Сашо со семејството преспива кај негови другари, пријатели, познаници. Сите кои можете, помогнете Сашо со семејството да се врати во домот и да му ја вратиме насмевката на лицето, стои во апелот. Објавен е и личниот телефонски број на Сашо 072 254 260, на кој сите можат да го контактираат за начините на кои можат да помогнат. Времето денес променливо облачно со умерен до засилен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 14 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.